А посебно во раните утрински часови, во доцните вечерни часови, кога температурите паѓаат под нулата, тоа негативно влијае врз целокупната здравствена состојба на најголемиот орган на нашето човеково тело, тоа е кожата. Обично во текот на зимските периоди се поставуваат прашањата како и на кои начини можеме да ја заштитиме кожата од ладното и од суво време. Тоа ќе биде всушност и нашата тема денес во рубриката Моje здравје. Имаме одлична соговорничка која што ќе ни даде одговори на неколку прашања од тоа нели како можеме да ја заштитиме кожата, како да превенираме, на кои работи треба да обрнеме внимание за да знаеме дека имаме некој посериозен проблем можеби со кожата од ладното и од сувото време. Но ајде да не должам многу во најавата, прво да ја поздравам нашата докторка Весна Пљаковска, дерматовенеролог. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, благодарам. Имавме убав неформален разговор пред почетокот на пред да се вклучат камерите во овој втор дел од емисијата. Верувам дека така ќе биде и во продолжение. Се согласувате со мене дека ладното и суво време негативно влијае на кожата? Хајде да ме дополните, тоа нека биде и првото прашање. Какво целокупно влијание има целото ова ладно и суво време на здравјето на нашата кожа? Благодарам пред се за поканата, ве поздравувам, посакувам убав ден и убави ладни денови. Колку што може да бидат. Ако сакаме зима ќе ни бидат убави, ако не ќе се нервирам. Да се обидеме да ги уживаме и ладните денови. Во однос на кожата, како таа реагира на ладните, односно на студените денови, практично ќе кажеме дека постојат голем број на непријатности во однос на тоа како се манифестираат појавите на кожата, односно ладната температура, промената на влажноста на воздухот, ветерот особено, при тоа присуството во загреани простории каде што имаме топол и сув воздух, дефинитивно делуваат во однос на сушење на кожата, а тоа сушење зависно од степенот колкав е тој степен на сушење, практично доведува до најразлични манифестации од типот на појава на црвенило на кожата, перутање, понатаму пропратено со одредени непријатности, како што се чешкање, непријатни сензации, дури до болки, па и до цепење на кожата, односно појава на така наречените рагади, кои што може да бидат понатаму влезна врата за дополнителни инфекции, најчесто до развој на стафилококус ауреус, или пак да биде влезна врата на бројни алергени кои што можат дополнително да ја влошат состојбата. Така да Зошто се случува ова всушност со кожата токму во овој период од годината? Дали е можеби поради недостаток на некои витамини, дали едноставно времето така влијае на кожата? Би кажала дека кожата како најголем орган, практично една од главните функции на кожата е бариерната функција, односно заштитната функција. На кожата, особено најизложените делови, како што се лицето и рацете, кои што не се покриени во ладните денови, се најизложени на овие влијанија. Што всушност се случува? Во кожата ние имаме еден нормален липиден заштитен филм, кој што е комплекс од масни киселини. Внатре влегуваат бројни киселини од типот на церамиди, слободни аминокиселини, холестерол. Ние имаме практично едни навлажнувачки природни фактори во кожата, кои што се бројни исто така во својот состав. Целата таа комплексност ја прави структурата на тој липиден филм, велиме, ја прави доста богата. И тој липиден филм на некој начин е и еден покривач на водениот слој во нашата кожа, односно не дозволува да се случи испарување на водата и да немаме сувост. Но тоа се случува практично кај здрава и добро негувана кожа. Доколку имаме добар хидролипиден баланс, велиме, односно добро менаџирање на водата и на мрснотијата, имаме практично и добар заштитен покривач. Така да сувите денови, односно сувиот воздух, ладните денови, делуваат да дојде до намалена продукција на тој масен или липиден филм во кожата, а тоа пак на некој начин прави и оневозможување на водениот слој, така да доаѓа до сувост. И се тргнува од таа сувост на кожата.
потенцирана сувост, повторно ќе кажам, перутање, појавување на црвенила, влошување на некои веќе постоечки кожни проблеми, значи кои што можат понатаму да следат и со посериозни компликации доколку не превземеме нешто навремено. Сега тука се наметнува прашањето околу чувствителноста на кожата и возрастните групи. Дали имаме некои возрастни групи кои што се повеќе изложени на овие ризик фактори или пак сето тоа зависи од самата чувствителност на кожата, не од годините? И едното и другото би кажала, значи бројни се факторите, велиме, кои што може да делуваат во однос на таа чувствителност, односно во разгледувањето на било која состојба, би рекла, на кожата или на било која состојба на телото, би одела и од внатрешни и од надворешни причини. Овие кои што ги споменуваме, нели се надворешни причини, кои ги набројавме од типот на ладните временски фактори. Суво време, така, влажно време. Меѓутоа имаме и внатрешни фактори кои што исклучително делуваат во однос на овие промени. Посебно чувствителни групи и категории се секако дечињата, односно детската кожа знаеме дека се уште не е зрела, кај неа немаме доволно формирано, не е доволно добро иззрел формиран тој липиден заштитен филм, така да е намалена и таа бариерна функција. Тие се во најчувствителната категорија. Исто така возрастните, значи со текот на времето заради природното старење на кожата, практично имаме и природно намалување на одбрамбената моќ на кожата. Но и секако сите, да кажеме, групи, односно категории на состојби и заболувања на кожата, кои што исто така се проследени со проблеми, да кажеме. Значи, сите оние веќе постоечки дерматози, односно болести на кожата, се една од причините, нели, да дојде до влошување на истите. Во одговорот на првото прашање кажавте нешто навистина многу важно и не случајно го оставив како четврто прашање, дека преку ова се отвара пат, не дај Боже, за влез на други болести, инфекции во нашиот организам. Доколку не се грижиме за ова, доколку не го превенираме, доколку оставиме се времето да си реши, односно ќе дојде пролет, лето и ќе ни завршат проблемите, какви, не дај Боже, други здравствени проблеми може тоа да ни предизвика, ако не покажеме доволна грижа? Секако дека рутината, односно односот и внимателноста кон секоја состојба која што ќе се појави, нели, на нашиот организам и при тоа и на нашата кожа во овој период, практично е доколку не покажеме доволна грижа, би следело со влошување на тие состојби. Значи, ако прашањето е дали кожата може да ни даде и одредено сомневање за постојање на некакви други заболувања или на некакви други состојби во организмот, треба да ја слушаме. Значи, секој знак кој што може да се појави на кожата, при тоа и самата сувост или црвенилото или перутањето, не доаѓа единствено од овие надворешни фактори. Значи, може да не се и показател на постојање на други проблеми во организмот. Најчесто од, можеби, најбројните проблеми се една дехидрираност на организмот, која што исто така се, нели, презентира со една сувост на кожата. Меѓутоа и други општи состојби кои што се од типот на диабетес, да кажеме, како заболување, еве да го споменеме затоа што е многу, нели, присутно. Тоа оди со едно сушење на кожата, со сушење на слузниците, значи не треба да го занемариме како симптом. Ако го гледаме како симптом сувоста, не треба да ја занемариме, може да е и показател на некое општо заболување. Меѓутоа и на други некакви хормонски заболувања, луѓе со проблеми со тироидната жлезда, например, со тироидните хормони исто така имаат како последица сува кожа која што чеше, особено на подколениците или околу очите во тие зони. Така да тоа останува, нели, на стручниот кадар, односно конкретно на нас дерматолозите, да направиме проценка дали се работи единствено за реакција на кожата, на сите овие непријатни фактори
Кои што кои ги што делуваат, зборуваме, кои да. што ги споменуваме, или пак може да се работи за нешто малку посериозно, а кожата да ни е единствено сигнал на таквото нешто. Значи мора да го почитуваме и како еден сигнал, како знак дека патоказ до правилна дијагноза. Затоа што имаме бројни такви. Убаво го формулиравте прашањето, всушност мене тоа ми беше поентата, меѓутоа малку го изврдев и затоа не ја доловив суштината, баш и тоа сакав да го прашам околу внатрешните здравствени состојби, колку кожата и тоа што се случува на неа може да биде огледало за не де Боже ако имаме некој друг внатрешен здравствен проблем, но сепак сигурно ќе се согласите со мене, не де Боже ако ја доведеме кожата до рани или до иритации и тоа може, ако не се грижиме доволно, да предизвика одредени други инфекции. Затоа треба да бидеме внимателни во тој поглед. Така е, тоа се главно нели кожните проблематики, доколку ние не превземеме нешто, односно доколку претпоставам ќе ги споменеме сите оние нели превенции кои што се во однос на кожата, доколку не го превземеме тоа, практично оставаме она што споменав да доведеме до можност на суперинфекции. Најчесто луѓето, односно пациентите или еве дечињата како категорија што ја споменавме со потенцирано сува кожа, знаат да дополнително развиваат и така познатата стафилококна инфекција на кожата, која што е како нормален жител, да кажеме, на нели нормална микрофлора, меѓутоа кога ќе ги начека тие пукнатини, доаѓа до еден развој нејзин и понатаму да направи инфекција, имаме суперинфекција, но и алергените, односно се она што е предизвикувач на екстра заболувања. Така. Сега доаѓаме до најклучниот момент. Ова беа ризик факторите, знаеме на што треба да внимаваме, меѓутоа околу превенцијата, на што треба да обрнеме најмногу внимание и дали треба на тоа да мислиме само кога е ладно и суво време или во текот на целата година, во текот на сите 12 месеци во годината. Се разбира дека во текот на целата година е односот кон себе секој ден. Значи здравјето е нешто што треба да се кон кое што треба да покажеме инвестиција. На прво место треба да го биде ставиме тоа. нели на Тука прво почнува место. се. Меѓутоа и секојдневната грижа соодветна спрема временските услови во случајот е клучот за одржување на здравјето на кожата и здравјето во целост. Така да во текот на годината во однос на кожата ние се однесуваме спрема временските услови. Значи доколку во летните периоди велиме дека треба да користиме креми со заштитни фактори, треба да користиме креми кои што се главно навлажнувачи креми на кожата, не ни се потребни помасни креми. Постои сосема спротивна разлика, значи во зимските периоди е потребно да нанесуваме помасни креми, односно емолиенти кои што ќе го надополнат тој хидролипиден баланс велиме во кожата, односно ќе ја потенцираат таа заштитна функција на кожата. Се состои во рутината. Треба да ја промениме рутината, треба да ги промениме практично дневните навики во однос на кожата, зависно нели дали тоа е во секојдневието, во како чекори би кажала според типот на кожата. Во нешто што важи за секој тип на кожата се основните чекори, како ја чистиме кожата и што нанесуваме на неа. Во однос на чистачите треба да се маслени купки или кремасти гелови кои што ќе направат едно длабинско чистење, меѓутоа нема при тоа да го нарушат тој хидролипиден баланс. Соодветно од типот на кожата нанесуваме најчесто серуми кои што се нели длабински. Јас секогаш препорачувам откако ќе се измие кожата да не се брише комплетно, да не се отстранува влажноста од кожата, туку на лесно поросена кожа со благо тапкање да нанесеме од серумот кој што заедно со водениот слој ќе пенетрира подлабоко во кожата и ќе исхидрира добро. И сега зависно велам пак од типот на кожата ќе нанесеме соодветна крема. Доколку се работи за исклучително сува кожа и чувствителна, се ставаат креми кои што ќе ја стабилизираат таа сувост и ќе го надополнат липидниот филм
Меѓутоа, доколку се работи нели за масна кожа, може доволно да биде само хидрирачкиот серум. Што ќе се И за стави. крај прашањето кога треба да знаеме дека е време да се обратиме на дерматовенеролог, бидејќи да, ние ќе ги применуваме овие вработи, овие чекори, но ете, ако имаме некои посериозен проблеми, ако гледаме дека тие иритации, тоа чешкање, тоа црвенило, таа сувост на кожата не поминуваат, кога треба да знаеме дека е време да се обратиме на доктор, за да не ја искомплицираме повеќе ситуацијата. Се разбира дека се она што самите нема да успееме во краток време, пред се не треба да дозволиме нели да дојде до сето до ова тоа, и да. затоа се тие превентивни мерки или промена на рутината што рековме. Меѓутоа, доколку не успееме и после тие одредени совети во однос на како да ја чистиме, како да ја негуваме нели кожата, и се уште постои присуство на нелагодност на тоа црвенило, чешање или зависно од состојбата нели кои да се од тие симптоми, треба да се побара стручна помош. Значи, дерматовенерологот конкретно, нашата специјалност е задолжена за тоа да можеме да препознаеме за што се работи. Дали се работи за состојба која што е предизвикана од споменатите провоцирачки фактори или пак се работи за некој кожно заболување кое што пред се треба нели да се лекува, да се даде соодветна терапија и понатаму негата е едно дополнување и менаџирање, односно одржување на состојбата на здрава кожа, на здравието на кожата. Доколку не успееме, значи во сопствената нега, секогаш се препорачува и дополнителни третмани кои што може да се применат во амбулантите, односно да се применат во болниците. Кај нас конкретно, во клиничката болница Аџибадем Систина, значи имаме естетски дел во кој што се работи многу во однос на негата и на се применуваат третмани кои што придонесуваат во таа нега и во подобрување на здравието на кожата. Односно, откако ќе направиме проценка, индивидуална проценка нели на типот на кожа, зборувам сега за здрава кожа која што може да подлежи понатаму на третмани, ги бираме соодветните третмани во однос на типот на кожа. Најчесто применети се хемиските пилинзи кои што прават отстранување на површинскиот слој на мртвите клетки, кои што возможуваат понатаму кожата добро да ги прими сите овие креми кои што ги посочивме нели за домашна нега. Тоа е еден од третманите. Други третмани се од типот на чистење и козметски третмани со хидрирачки маски и така натаму. ПРП методата која што ја применуваме заедно после лазерските третмани во будење на стимулација на колаген, на еластин. Значи постојат бројни техники, бројни начини. Естетската дерматологија е навистина веќе на високо ниво. Така да решенија има и се нудат различни можности секако. Бидејќи ќе се согласите со мене, тоа го зборувавме и пред разговорот, така, проблемите со кожата знаат и да влијаат и на самодовербата кај луѓето, па важно е да се знае дека решенија постојат денес и во превентивата, но и во лекувањето. Доктор Пилјаковска, ви благодарам за гостувањето денес во Македонија наутро. Ми беше чест и задоволство. Верувам дека убаво си поминавте во студиото и дека ќе се гледаме повторно за вакви теми, бидејќи навистина за кожата има за што да се зборува и за што да се советува, бидејќи навистина треба да ја чуваме и да ја негуваме. Искрено ви благодарам и се надевам нели на нови можности. Темата која што вчера ми ја посочивте во прв момент ми беше како една нели општа тема за која што може навистина да се зборува, да се обидеме во кратки нели црти да кажеме и да ги поедноставиме работите е предизвик. Ви благодарам за утринскиот предизвик, нели. Се надевам дека барем малку допринесов во однос на да кажеме некакви знаења во однос советувањето на луѓето. Нема, мислам дека многу придонесовте со советите. Се надевам дека ќе имаме можности за поголеми дискусии. Така. Ви благодарам уште еднаш. Како што кажавте, ова беше во кратки црти што може да се каже овие 20 на минути од оние најважни, најосновни совети. Секако се гледаме повторно за нови теми поврзани со оваа проблематика.